Господин Атанасовски, премиерот Христијан Мицковски втор пат оваа година вели дека тие би го терале мандатот до крај, но се спремни секој пат да има предвремени избори. Малку се крева таа прашина, до утредента најави дека повикуваат за избори. Значи, прашањето ми, има ли реална политичка логика Македонија во овој момент дојде на предвремени избори? Па апсолутно нема реална политичка логика, бидејќи јас не гледам да има некои поголеми драматични поместувања на македонската политичка сцена или пак да има некоја драматична политичка, општествена или безбедносна криза за Македонија да треба наново да го постави прашањето за легитимитет на власта, но во Македонија во изминатите 35 години повеќе партиска демократија сме биле сведоци дека многу пати се распишувале предвремени парламентарни избори и во ситуации буквално кога немало никаква потреба. Кој има поголем интерес тогаш да се одржат тие избори? Власта, ВМРО ДПМН, ВЛЕН и ЗНАМ или опозицијата, СДСМ, ДУИ и Левица? Делот од етничко-македонската власта, тоа е ВМРО ДПМН, со оглед на анкетите, мислам дека има многу поголем интерес да се одржат предвремени парламентарни избори во однос на нивниот директен конкурент, тоа е опозицијската СДСМ, а во делот на така наречениот етничко-албански политички блок, мислам дека опозицијската ДУИ има многу поголем интерес, бидејќи анкетите и расположението тоа го покажуваат од владеачката ВЛЕН. Што би се променило на политичката карта доколку се одржат евентуално такви избори? Па јас мислам дека нема да се промени значително резултатот помеѓу власт и опозицијата, говорам тука ВМРО ДПМН во сооднос со СДСМ и Левица, може би ЗНАМ би паднала за неколку мандати, Левица би качила неколку мандати во однос на претходните парламентарни избори од 2024 година, но генерално победник со во однос на анкетите и истражувањата на јавната мислење ќе биде апсолутно ВМРО ДПМН, СДСМ ќе биде губитник. Единствено може албанскиот политички блок да има размена во однос на мандатите, но доколку ДУИ победи условно кажано во тој блок, повторно ќе го постави прашањето на легитимитетот на етничко-албанскиот партнер. Вреди, но тоа не значи дека ВМРО ДПМН после таква нова прераспределба на политичката карта во Македонија би ја земала ДУИ за коалицијски партнер, бидејќи уставот е јасен, тој што има 61 пратеник која формира парламентарно мнозинство. А може ли ВМРО ДПМН според вас да стигне до 61 со такви избори? Апсолутно мислам дека не, бидејќи на последните избори има 58, тоа беше апогеот на нивната огромна и масовна поддршка од околу 436.000 гласови. Видовме дека на локалните избори на советничките листи паднаа за околу 130.000 гласа, освојувајќи 300.000 гласа, но доколку ВМРО ДПМН, да претпоставиме под некоја хипотеза, има 300.000 гласа, а СДСМ околу 100.000, мојата логика и логиката на Донтовиот модел на прераспределба на мандатите, мислам дека ВМРО ДПМН би имало околу 50-52 мандати. Така, и уште едно прашање, ако би се одржале, кога се поверојатни? Есенва до нова година или напролет? Па мислам дека многу поголема веројатност е напролет идната година, бидејќи се уште важи правилото на техничка или пржинска влада. Знаеме дека тоа се проектира со 100 дена однапред формирање на таква пржинска или техничка влада, за да се случат тие на есен или веќе на почетокот на зимата во декември, веќе од 1 септември ние дефинитивно ќе имаме, треба да имаме избор за техничка или пржинска влада, технички премиер, министер за внатрешни работи и труд и социјална политика од страна на опозицијата, а тоа гледаме дека за 2 до 3 недели нема апсолутно никаква најава дека би имало влез во нови парламентарни избори до крајот на предвремени парламентарни избори до крајот на оваа година, така што мислам дека многу поверојатно е напролет идната година, ако се случат и евентуални парламентарни избори од јануари веќе да се формира таа техничка или пржинска влада за да се случат напролет. Ви благодарам. Благодарам.